Почитувани, СДС свесно лаже кога вели дека ВМРО ДПМН прифатил уставни измени. Тоа е така затоа што се фатени во предавство на националните и државните интереси и се против вистинска интеграција на државата. Ковачевски треба јасно да одговори кој предлог го избира од ВМРО ДПМН. Првиот е преодна влада без ДУИ и измени кои ќе стапат во сила со завршување на преговорите и членството на државата во Европската унија. Вториот предлог е избори, гаранции за националниот идентитет и јазик, економски пакет и заштита на македонците во Бугарија преку спроведување на пресудите на Судот за човекови права во Страсбур. И измени од влада без ДУИ, поддржана од опозицијата. Она што го понуди Ковачевски се уставни измени под бугарски диктат и широка влада со ДУИ. Не е поентата ВМРО ДПМН да дојде на власт во некаква широка влада, туку да изградиме процес и пакт за национално единство, каде ќе ги заштитиме националните интереси. Ако СДС не ги прифати двете понуди од ВМРО ДПМН, значи дека има скриени намери да преговара на сметка на идентитетот и ќе прифати и нешто во текот на преговорите, кој ќе го доуништи македонскиот идентитет. СДС сега треба да ги покаже своите вистински намери. Дали е заложник на ДУИ заради меѓусебни корупцијски сделки и дали планира да го срози македонскиот идентитет, менувајќи го уставот сега и оставајќи простор во тек на преговорите со Европската унија, Бугарија да не блокира секогаш кога сака и со тоа да ја принудува Македонија да си го уништи целосно својот идентитет. Јасно е секако бел ден, што се однесува до понудата на Бујар Османи, дека го отстапува местото албанец премиер на ВМРО ДПМН. Одговорот е дека ова е најјасен доказ дека вистинскиот газда во владата е ДУИ, а не е СДС и Ковачевски. И второ, ДУИ оди во опозиција и не е во состојба да поставува услови. Единствената сила која дава и зема власт не е Османи, не е ниту ДУИ, туку народот на Македонија. Благодарам.